Продолжуваме со утринската програма и како што веќе најавив, имам чест и задоволство да ви го представам големиот Венко Андоновски во студиото на утринската програма на Телма. Професоре, добре дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Тоа големиот не ми се допаѓа, работам на тоа да смалам нешто од килограмите. Длабокиот ум, може или? Ајде. Да се воздржиме од епитети понатаму. Така е. Чувствуваше дека со години живеел во страшна измама, заблудата дека нештата се добри или лоши и дека тие се такви сами по себе. Не видел дека само во нашиот ум, нашите мисли ги прават нештата добри или лоши. Она што е лошо во едно време, може да стане добро во друго време. Си мислеше еден од главните ликови во вашите романи, не знам кој точно, можеби вие... Па, кој да мислел, јас сум го напишал и не можам сега да се сетам точно. Меѓутоа, интересно е навистина тоа дека се зависи од тоа како гледате, знаете. Ако вашата гледна точка на злото биде попустлива и милозлива, јас верувам дека тој што прави зло ќе почне да се срами. Јас сум еден голем идеалист во таа смисла и затоа е таа реченица така направена, нели, дека фактички гледате се од ваша гледна точка. Тоа и визуелно е така. Вие ако гледате стрела, која се обтегнува лак, од страна имате една визура, оној кому е упатена стрелата, не дај Боже, гледа само една точка, а оној што, значи, така треба да ги гледаме работите, меѓутоа, во тоа што го прочитавте, како што поминуваат годините, јас наоѓам и еден сериозен фелер. Точно е дека нешто во некои периоди на развојот на човештвото изгледало лошо, а подоа добило аура на добро. Да речеме символистите, например, кога се појавија, беа дочекани како декадентни луѓе кои... Меѓутоа, подоцна се види дека символизмот е основа на светот. Меѓутоа, исто така е точно, дека ние живееме сега во време во кое не можеме веќе така релационо да гледаме на доброто и на злото. Знаете, дека доброто зависи од нешто друго, па по однос на него определуваме дали е добро или зло. Каде завршува доброто и каде почнува лошото? Може ли човек во ова време на голем наплив на информации, во време кога токму што се виде крајот на пандемијата, излегуваме од една голема здравствена криза, се случува нова воена криза. Така е. Да се процени што е добро, а што лошо. Се видите, вие не можете да кажете дека е добро ова што се случува, така? Ама не можеме да кажеме ни кое е злото. Не можеме да кажеме. Значи, само по себе пак не можете вие тоа да го извагате. Меѓутоа, јас за нешто друго сакам да кажам. Знаете што? Еве ги сказните за деца. Не можете вие да ги исчистите негативците од сказните за деца, затоа што тогаш ја укинувате логиката на нарацијата. Нам нарацијата ни служи да не научи да сватиме во животот дека има и зло. Сега тоа никогаш не е есенцијално и тоа е мотивирано од нешто, нели? Никој не е роден зол и таков. Станал таков, го натерал. Меѓутоа, знаете, мене ме загрижува тоа бришење на негативци, на негативни херои. Холивуд прави ремейк во кој, не знам како се вика на македонски, на српски, Грдана која прави зло, има алиби зашто го прави тоа зло. Целото човештво ни стана тако. Секој може да најде алиби за зло. И мене тоа не ми се допаѓа. Таков свет не ми се допаѓа. Една од централните нишки на мојот омилен роман, кој за жал нема време да го препрочитам, а го прочитав одамна, Папокот на светот, еден од вашите најпродавани и најпопуларни романи, беше раскажувањето тезата за загубената светска рамнотежа. Да. Каде се загуби тој баланс и дали се ова што ни се случува како пандемија, како нова војна е резултат на таа загубена светска рамнотежа? Таа рамнотежа според мене се загуби во оној момент кога ние почнавме да им робуваме на сликите. Кога визуелното однесе предност пред она што е аудитивно, што е допир, што е... Дури и читањето веќе не е визуелен чин. Визуелен чин е брза перцепција, филм, шок слика, клип, социјални мрежи. Значи, мислам дека кога поминавме на тој момент на гледање, значи, на она што Бодрияр го викаше симулакрум, слика поверна од оригиналот. Во тој момент ние ја изгубивме рамнотежата. Знаете што? Пред вас стои апарат
кој може да ви запомни броеви. Вие веќе немате обврска да помните броеви. Вие не сваѓате дека тоа колку што е олеснување, толку е нарушување на една рамнотежа. Или гледам реклама на скопско пиво или на не знам кое пиво, не е скопско. Тоа е толку добро изведено. Толку е добро направена на тие компјутерски, не знам како се викаат, анимации, дури антиалкохоличар ќе постигне. И што правите? Вие стегувате, го купувате истото пиво, ставате иста кригла во замрзнувач, го ставате пивото, пробувате и доживувате разочарување, фрустрација, затоа што таа реалност е подобра од ова. Па дури и ова играње војни, да ви кажам. Повеќето од нас го сваќаме како некоја слика на војна. Дури кога ќе видиме таму страдања, нели, документарни кадри кои ќе видиме, тогаш сваќаме што е тоа. Ние сите живееме во некоја галаксија на слики. И тоа е сериозно нарушена рамнотежа. И во таа нарушена рамнотежа поради галаксијата од слики и фикцијата од многу слики. Да, и смртта на писмото, јас така викам. Добро, и смртта на писмото, бидејќи имаме многу информации, а немаме вистински информации, всушност. Па не можете. Кој е спасот за човештвото? Не можете веќе да знаете што е вистинска информација. Дали тоа пиво вистина постои што ми го рекламираат или не постои? Ја кога ќе го купам гледам дека не постои. Спасот за човештвото е секој да се сврти кон себе. Јас и ми излезе неодамна една книга, се вика Внатрешен човек. Мислам дека треба да се секој од нас да се сврти кон внатрешните вредности ако сака да преживее во ова време. Знаете, вистината само во себе можете да ја барате, а внатрешен човек може да биде само оној што ќе знае и своите гревои, да си ги види, грешки во животот да си ги признае, да тој однос само може да го излече човештвото. А инаку колективитетите тешко. Вие како писател и професор и вашите блиски како ја доживуваат новата криза? Како ја преживеавте пандемијата и сега еве како реагирате на сликите кои стасуваат од Украина, а се прилично вознемирувачки? Па како? Го сваќаме тоа како некое нужно зло во кое сите сме колатерална штета. Кога почна пандемијата, јас вака си реков, ќе направам тоа што ми велат, нели, вакцинација и ова и оно. Меѓутоа, ако бидам колатерална штета, јас тука не можам ништо. Генерално тоа е едно чувство на немоќ, знаете. И тоа чувство, сега ќе бидам искрен, во мене како интелектуалец се повеќе и повеќе расте. Еве ги сликите, да речеме, од Украина. Јас во Русија сум имал одличен книжевен прием. Во Украина сум имал одличен книжевен прием. И се, знаете, кога ќе видите вакво нешто, излегува како да ти кажуваат, пупу, тој твој свет не важи. Книжевност, уметност, ние ќе ве фалиме кога ќе ни требат. Ама одеднаш кога ќе дојде до ваква една радикална интервенција, изгледа дека вие живеете дека како писател, како уметник, дека тие пријателства, сето тоа било фиктивно, дека немало такво значење како што ние сме му придавале значење. Така што во мене се повеќе се раѓа едно чувство дека интелектуалците и уметниците слегуваат од сцената на светот и стануваат непотребни. Тие набргу ќе изгледаат како кловнови, како панталоне во оние комедии, нели? А кој е горе на сцената? Како? Кој се качува на сцената? Само политичкиот означител. И тој политички означител, за жал, се повеќе има, се помалку има работа со коренот на зборот политика, а тоа е државата. Тој се повеќе има работа со групи одметнати од државата кои си гледаат своји интереси. Но не би навлекувал во политика. Уште Свети Августин има кажано дека нема високо мислење за политичарите, дури ги споредува, не јас, тој, со една група друмски арамии кои го гледаат само личниот интерес. Ева сега. А Франц Кафка ги споредува со нешто друго? Франц Кафка ги споредува со нешто друго, уште пострашно. Понавредливо звучи. И со анонимни фактички убијци кои можат да ви заријат нож кога сакаат, на која улица сакаат. Професоре, во Папокот на светот има еден дел каде што велите за се во животот си има свое време. Време кога се љуби, време кога се урива, време кога се гради, време кога се греши, време кога се простува. Дали во таа смисла верувате и во оној универзален циклус на постоењето на оваа планета, дека
Силните луѓе создаваат добри времиња, добрите времиња создаваат слаби луѓе, слабите луѓе создаваат лоши времиња, па лошите времиња создаваат силни луѓе. Тоа е одличен циклус. Во која фаза сме сега? Јас мислам дека сега ќе почне да се јавуваат силни луѓе. Јас сум оптимист. Не може на вакво едно време да не се појават луѓе кои ќе сакат да променат нешто. По кој пат ќе се тргне, не знам. Мислам дека ќе победи прво внатрешниот човек. Секој од нас ќе мора сам со себе да... Ајде кога веќе јас и вие сме познати по еден близок разговор секогаш кога сум гостувал во ова. Ќе ви кажам, например, еве сакам прво да изразам сочувство до семејството на академик Луан Старова, кој почина ненадејно. Зошто сакам да го споменам во оваа прилика? Не само тој циклус што вие го кажавте, како се менуваат времињата. Во романот на Луан Старова Генералот и пеперугата, по кој треба да работим и филм, и тоа што професорот и академик Старова почина нема да не спречи, се разбира да го. Старова кажува една универзална, многу убава метафора. Вели, човекот, да пеперугите ја кријат тајната на човекот. И вели вака. Во првата фаза се гасеници луѓето. Тогаш грешат, убиваат, прават гревови, дури се прави паралела со гасеници на тенкот и тие се викаат гасеници. Значи прва фаза на пеперугата е гасеница. Па ја фрлаат кожурката? Потоа вели се зачауруваат во чаура, тоа е веќе каењето, препознавањето на гревовите и каењето. И третата фаза е кога од таа чаура излегува една раскошна пеперуга, една врв на убавината и на чистата душа во космосот. Тоа стои кај Старова во неговиот роман како символика. Јас баш вчера кога ја примив таа тажна вест си размислував дали може би тоа важи и за човештвото. Дали и човештвото ќе помине низ тие три фази. Грдо, страдање, војни, ние сме уште од таа фаза. Сега може би доаѓа фазата кога во таа еволуција ќе се повлечеме во својата чаура да си ги согледаме гревовите, да ги окаеме, за еден ден да станеме тоа што треба да станеме. Значи сега сме во лошото време кое создава силни луѓе, меѓутоа прашање е колку ќе трае тој процес. Да. Спомнавте добро познат на руската читателска публика и на украинската, преведувана многу пати азбуката на непослушните, нели, преведена на руски и многу награди за Русија во папокот на светот. Меѓутоа имаш Пчела на носот, е роман за деца и млади и е награден, еден од последните. Во кој се вели дека Венко Андоновски е одличен познавач и на душата на младите. Како би успеале на оваа возраст да бидат одличен познавач на душата на младите? Не случајно го поставувам ова прашање, имајќи го предвид тука една изјава на почитуваниот Горан Стефановски во едно интервју, и тоа не скоро пред да почине, меѓутоа така, неколку години, на прашањето на новинарката каков родител е Горан Стефановски, Стефановски одговара: се трудам да ги заштитам своите деца од фрустрациите на сопственото детство и младост. А потоа сам си додава, вели, но од кај да знам јас кои се нивните фрустрации во нивното време и како би знаеле, кај знаат моите деца кои биле моите фрустрации на моето време. Вие знаете кои се фрустрации сега на денешните млади? Не. Меѓутоа, добро, мислам тоа што е напишано дека сум познавач на душите на младите. Не сум познавач на душите на младите. Јас имам конфликти со своите деца, неразбирање и така натаму. Кога го спомнавте овој роман, сакам да ви кажам дека јас го насловив роман за New Timer и Old Timer тинејџери. Така има поднаслов. Зошто? Јас ништо друго не направив освен што раскажав приказна од својата младост. Значи, моите гимназиски денови, мојата прва љубов, конфликтот со училиштето, имав еден конфликт со училиштето во кој за малку и ќе бев и казнет. Не е исклучен, ама казнет таму во тоа училиште. Јас ги раскажав тие приказни што мене ми се случило, но ги поместив технолошките средства со кои младите се служат, денешни. Ги преадаптиравте на денешното време. Ги преадаптирав. Голем експеримент е во прашање. Чекам резултати. Зошто? Ако и денешниот деца кои имаат смарт телефони, услови да во библиотека да влезат, веднаш да ја најдат книгата на англиски во Вашингтонската библиотека, нешто што јас не сум имал ни да го замислам, сум морал да нарачувам, па да чекам. Ако тие деца ја прифатат таа приказна за љубов,
јас ќе видам пресреќа. Тоа значи дека тоа се одлични деца и дека не ги расипува. Знаете, родителите само велат вака. Техничките направи ги расипуваат децата, ги доведува до некоја состојба на идиотизам, аутизам, дека се затворени, дека се и така натаму. Значи, овој роман, а гледам дека почнува да го читаат младите и веќе имам позитивни некои најави, ако ги проголтаат тие идеи за љубовта, за пријателството, што е, јас ќе видам пресреќа. Го спомнавте академик Луан Старова кој почина. Вие сте неодамна номиниран за член на МАНУ исто така, на Македонската академија на науките. За дописан член. Да. Како го доживувате таа афирмација следно? Па вака, сега да ви кажем, јас сум човек кој кога оди некаде, оди да работи. Јас и таа номинација за МАНУ ја сваќам како шанса да работам на проекти важни за македонската книжевност. Јас 2 пати до сега сум бил кандидат за МАНУ и не сум успел да влезам. Се разбира дека не се лутам, тоа биле одлуки на луѓето таму. Сега трет пат сум предложен од самото одделение, значи однатре. И ако влезам, јас тоа го доживувам само како работа. Значи, не одам таму да ги ставам рацете во џебови и да кажам дека сум академик, ниту да се вплеткувам во, како се вика, бркање лични интереси преку пријатели од други академии, одам да работам. И ако ме примат, ќе добијат работа. Професор, реков и на почетокот, ми е жал што ве пречекувам во ваков ден, кога фокусот на светската па и на македонската јавност се настаните во Украина. Е последна информација која стасува оттаму, а ќе биде подетално со слики и со повеќе детали ќе ве информираме во следното наредно вонредно издание на вестите, а тоа е во 10:30 по разговорот со почитуваниот Андоновски, е дека русите влегле во Киев и дека се во тек улични борби во престолнината во Украина. Ето уште една лоша вест оттаму. Да, уште една лоша вест и мене ми е жал што јас сум тој што седи во студиото кога тоа се случува. Навистина е грозно кога се случува пред ваши очи за една ноќ се менува светот, нели? Нешто слично се случи и со пандемијата, сега и овие војни, како е тргнато, јас пак ќе се повикам на Луан Старова, да даде Господ, да е вистинита таа слика дека еден ден човештвото ќе се преобрази во чиста пеперуга и ќе престане со тенковски гасеници да гази. Кој да е агресорот, кој да е жртвата, исто е. До тогаш, светската историја вели дека најголемите книжевни дела се создале во време на најголемите кризи. Да. Дали може би ова инспирација за големите умови и иако вие не се доживувате така, дали лично ве инспирира пандемијата, па сега еве и новата криза, за да создадете нешто ново? Се разбира, јас го пишувам тој роман, веќе им станав здодевен на моите пријатели, Папокот на светлината го пишувам 3-4 години. Тоа е една жестока пресметка со светот кој е станат агресивен, извонредно агресивен, кој веќе нема смисла за човештина и тоа е еден крик на еден човек, романот е формула сам против сите. И што може човек да направи сам против сите? Може само да се упати кон себе и кон тој внатрешен човек во себе да го открие и ако тоа се случи, веројатно потоа секој ќе сака да го направи истото. Јас само во таква ренесанса на човештвото верувам. Значи мора од субјект да се почне. Системите нема да ни изградат личности. Тоа да не се занесуваме. Тоа се прозападни рекламни слогани, дека системот создава индивидуа. Индивидуата создава систем. Тоа е тоа. Папокот на светлината кога ќе излезе? Јас се надевам дека ќе го имаме до крајот на оваа година, пред нова година некаде, читателите ќе може да го читаат. Тој е реплика на Папокот на светот, сега е Папокот на светлината. Качена е на едно духовно ниво повисоко. Рековте, уметниците и писателите, авангардата се симна од сцената, им го отстапи местото на политичарите. Да. Уметниците станаа на еден начин кловнови. Како тие кловнови се штитат себе си од лудилото на новото време? Како наоѓате вие мир? Само со читање на омилени книги, јас сум целосно повлечен. Јас само читам и пишувам. Единствената смисла
во денот, ја наоѓам во тоа. Избегнувам непотребни контакти. Значи, контакти со не знам, со јавно, со ова, со она. Дури и тие мои колумни што ги пишувам, јас полека ги спитомувам, не сакам да бидат гласни во политичка смисла. И мислам дека мирот морате да си го најдете сам, ќе го работите она што го сакате. И јас сум пресреќен што и дење и ноќе читам и пишувам. Тоа. Кој некој дел ви оставило посебен впечаток, некое ново, нешто препрочитувате, туку нешто што за прв пат читате? За прв пат што читам ми остави впечаток многу убав. Една македонска писателка, Наташа Саржевска се вика, јас ја познавав како поетеса, направила еден роман, фантастичен роман, и јас мислам дека Трамонтана се вика романот. Мислам дека тој роман заслужува големо внимание и повторно, како и многу пати, знаете што, ние меѓу себе не се читаме овде. Кој ќе ви признае некој од надвор награда кој ќе добиете, тогаш ќе ве прочита. Страшно е како не се читаме. Ние имаме одлични таленти и тоа не само во книжевноста, ние имаме и одлични таленти во се. Значи, но малку се познаваме меѓу себе и малку се цениме. Приватно како функционирате? Освен читање и пишување, имате време за блиските, за пријателите и за филм да погледнете можеби или гледате филмови пак воени? Имам време за по некој филм, меѓутоа мене ми е најдраго со книгата која се дружам и со моите дечиња и тоа е тоа. Професоре, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма, ви посакувам многу успех на сите полиња. Благодарам.